Во ова издание на емисијата Нега и здравје ќе разговараме за влијанието на пандемијата со коронавирусот врз лицата со попреченост. Повеќе на оваа тема ќе ни објасни Милица Серафимовска, специјален едукатор и рехабилитатор во посебното основно училиште доктор Златан Стремец од Скопје. Добре дојдовте најпрво во нашата емисија. Ви благодарам за поканата. Мило ми е што сум денеска дел од вашата емисија и да поразговараме малку за аспектите што ги донесе COVID-19 врз лицата со попреченост. Така, значи пандемијата не погоди буквално сите, меѓутоа ние колку толку можевме да сватиме дел од ситуацијата во која што се наоѓаме. Меѓутоа, како реагира децата со попреченост во целава оваа ситуација? Видите, јас сум вработена во едно посебно основно училиште и одма после празникот на жената, ние фактички, како сите други, бевме затворени дома. Тоа беше еден голем шок за сите нас со типичен развој, а да не зборувам како им беше на децата со попреченост. Функционираат на едно конкретно ниво и не можеа никако на почетокот да разберат што се случува. Поготово што сите речиси во домовите беа заедно затворени, родителите беа затворени, децата беа затворени и се наруши нормалниот тек на живот, како за родителите, така и за децата. Тие деца што се третирани третмански, што се работи со нив, што посетуваат институции, имаат една дневна рутина. Значи, од будење наутро до легнување навечер, нивниот ден е испланиран и сега одеднаш настана шок за семејството, шок за родителите, но шок и за децата, зашто не можеа да разберат што всушност се случува надвор, зошто они не можат да излезат надвор и цела пропаганда од делот дистанца, држање дистанца, миење раце, често миење раце и неможност за излегување надвор, беше многу голем проблем да им се објасни на тие деца. За голема среќа, невладиниот сектор и здруженија многу на ниво на Македонија почнале да работаат на време, со визуелна поддршка се снимаја одредени материјали видео, за да може да им објасниме на децата со визуелна поддршка што значи тоа коронавирус, дека мора да останат дома, дека се безбедни кога остануваат дома и носењето на маска за некого прифатливо, за некого неприфатливо, затоа што тие деца имаат и сензорни проблеми. Значи, тој момент носење маска е за некого тактилно иритантно и не може секој да го поднесе тој момент за носење на маска, а исто така и неможноста за излегување надвор и одржување на тој дневен ритам, тоа беше погубно. Исто така, голем проблем кај овие деца што секој дополнително, речиси секој дете дополнително има дополнителна третманска работа со специјални едукатори или логопедски третмани и сега одеднаш тој момент беше скроз прекинат, значи контактот со едукаторот, контактот со логопедот, неможноста родителот да се снајде во таа ситуација, зашто детето родителот не го чувства како авторитет со кого може да продолжи да работи, туку тешко беше и многу мачно да се организира новата дневна рутина на тие деца. Но за среќа, пак ќе кажам, дел од полициски час, дел од лимитирано движење за нив не важеше. Родителите имаја можност преку центрите за социјална работа да извадат потврда за попреченоста на детето и според потребата на детето и да излегуваат надвор и кое времето беше, така. Кое беше, например, лимитирачко за останатите граѓани, па може они и сами да прошетаат со децата. Тој е еден аспект. Значи, ни беше многу тешко да се објасни на тие деца зошто се дома затворени, а факт е дека пандемијата на сите нас делуваше така како што делуваше, со паника, со страв, со една неизвестност, со една непознатост и сакајќи или не сакајќи, ние сето тоа го генерираме како енергија и на децата. Значи, грижата од типот остануваме без работа, остануваме без материјални средства, што ќе ни донесе, не де Боже, ако нели се заразиме со коронавирусот, кои се аспектите понатака, грижата за здравјето, сето тоа се аспекти што индиректно влијае врз децата со попреченост и навистина една збунета ситуација беше, но тоа е тој момент што мораше да се издржи. Важно, како нас, специјални едукатори и рехабилитатори, ни беше моментот дека тие деца треба да продолжат да работат.
дека нивното време треба да го организираме, за да не бидат препуштени цел ден самите на себе во тој страф и во таа паника. Тоа ни беше една наша задача, тоа не можем да го прифатиме нели моментот нова нормалност, тоа не е нормалност, туку тоа е нужност, значи сите нас не затече и моравме многу брзо да реагираме за да можеме да интервенираме во тој дел, тие деца да бидат работно ангажирани, не на ист начин како пред пандемијата, но барем да имаат некаква насока дадено и нешто да можат да работат за да им се скрати големото време и просторот во текот на денот. Така, за да продолжи нивниот развој, мора нели да се надградуваат и тие, претпоставувам, сето тоа го правевте преку онлайн комуникација. Знаете како? Оваа ситуација беше нова и за сите нас. Значи, нас како специјални едукатори и рехабилитатори, клучната работа ни е физичкиот контакт со детето, затоа што тие деца учат мултиканално. Значи, и преку вид, и преку слух, и тактилно да го осети тоа што го учи и така натака. Сега тој момент ни беше невозможен. И тимот на моето училиште кај што работам ја, многу брзо реагиравме, знаевме дека единствен начин за да може да се оствари било каква комуникација со децата беше да ги мотивираме родителите да бидат главна, клучна алка и да ги мотивираме да работат со децата. Значи, во нашето училиште, уште првата недела од затварањето на училиштето, менаџерскиот тим, директорката и стручната служба не собра на платформа Zoom и ни даде дополнителни напатствија како ние да креираме содржини и материјали за тие деца и како да ги мотивираме родителите да се вклучат во нашата работа. Значи, во отсуство наше, главно ни беше мотивацијата на родителите, значи да ја смириме ситуацијата, да знаат тие дека не се самите на себе оставени, а ние да понудиме материјали и средства со кои они би можеле во домашни услови, во вакви услови какви што беа, барем на некаков начин да интервенираат и да ги анимираат децата по дома. Како се снајдоа родителите? Да. Добро значи, прво ние тешко се снајдовме затоа што многу мал дел од нас беа спремни да подготвуваат дигитални материјали за учење. Значи, тоа беше еден нов момент. Секој од нас има некаква релација со соседните земји на Балканот, натака навака. И мотивација беше лично за мене, како дел од тимот на училиштето, да контактирам со мои колеги, например, од Србија, и ме насочија на една платформа, се вика Еду Балканска мрежа, кај што многу наставници од редовните училишта и специјални едукатори беа вклучени и вмрежени у една таа балканска мрежа и они меѓу себе си споделуваја материјали кои се потребни за наставата со учениците. Тоа беше едно ново искуство за мене, затоа што сите тие материјали не беа адаптирани за потребите на децата со посебни потреби. И тогаш, ја од лично искуство зборувам, а после го пренесов искуството на моите колеги, почнав да се вклучувам во разни вебинари, нели на интернет, и да користам различни алатки за креирање на содржини. Искрено, многу ми помогна контактот со нашата сограѓанка Сонја Трифуновска, наставник во основното училиште Гоце Делчев. Она веќе имаше одредена база и знаење и можности, желба, голема желба да работи и не се откажа од работата. Со неја бев во постојана комуникација, комунициравме, се договаравме и навлегов полека во креирање на такви дигитални алатки, затоа што е многу голем проблем, нашите деца не се IT писмени. Так. И не можеше да се реализира онлайн настава како што предвидуваја, например, Министерство за образование и наука во одредено време, нели на Teams да се вклучи. Нашите деца тоа не можат сами да го прават, а не знам и колку беа родителите подготвени на ваков начин да учат, зашто може би времето кое ја ќе го одредим за учење на детето нема да му одговара поради XX нели причини, и затоа се одлучивме на едно асинхроно учење, значи ние да подготвиме дигитални материјали, а родителите да го искористат материјалот и учењето тогаш кога детето ќе биде подготвено да учи во домашни услови. И така почна една нова ситуација за нас, почнавме да креираме содржини, почнавме да креираме материјали. Не е лесно, значи за една презентација или видеолекција што трае, например,
отприлика 5 или 6 минути, зашто и толку вниманието трае за да го одгледа детето видео лекцијата или видеоматеријалот. Мене ми беше потребно на почеток 3, 4, 5 часа, поготово што колку бев и ја подготвена да ги користам сите тие дигитални алатки, беше под знак прашање, ама за среќа па и дел од семејството, моите деца, например, се возрастни и баратаат многу добро со IT алатки, многу ми помагаат. Делот, да, така. имав помош, ама и многу голема желба. Прво беше тоа без нарација, лекции без нарација, значи како видео клип, како видео материјал без мој говор. Родителите тоа со воодушевување го прифатија, а потоа добив фидбек од родителите, зашто и повремено се слушавме со децата, нели, на Вибер, на Zoom платформата, че организиравме една заедничка средба, да се видиме, да им кажеме дека сме тука. И тој фидбек од родителите беше дека да, добри се без нарација тие лекции, меѓутоа има многу поголем ефект кој ќе го слушне гласот на наставникот и кој ќе добие директна задача, направи вака или направи тоа, или напиши ја буквата, така, да. или напиши ја бројката, и тоа беше еден многу интересен момент. За наша среќа, значи моите колеги сите се вклучија во изработка и насоки за родители, и насока за ученици, изработувавме видео лекции, видеоматеријали и направивме една многу добра база на платформата YouTube, нели, на каналот YouTube имаме наш канал на посебно основно училиште доктор Златан Сремец и можда, ајде да не претерам, ама има околу 170-180 снимени видео лекции, што е за оваа ситуација и за ова кратко време така. за пофалба. Исто се користеа и други алатки, како Book Creator, Гениали и така натака. Наставниците што работаат веќе со децата, полека сите влеговме во креирање на такви наставни содржини и добар беше ефектот. Значи, за среќа беше многу добар ефектот. Ние како фидбек добивавме исто така видеоклипови од дома. Ни прача родителите изработки од учениците, се скрати некако тоа време, нели, слободно, нивно, па родителите има и повеќе време да се посветат. Значи, ја пак ќе кажам, колку и да сакавме ние или колку да не сакавме, клучна талка во цело овој процес не беа родителите и нивната мотивираност да се вклучат во процесот. Мачно, тешко, мореа многу да вложуваат, так. Па нервозни ситуации имаше, па дете не прифаќа. Не беше притисок, знаете, не беше притисок, не дававме ние притисок, туку дававме можност сите во тек на денот да се вклучат они кога ќе сакаат, они кога ќе можат и некако се функционира. Значи ова не може да се замени со физичкото присуство, нели, релација едукатор и дете, меѓутоа како алтернатива па и функциониравме на некаков начин, поготово и што сега со отварањето на училиштата, нашето училиште доби дозвол од Министерство за образование и наука да ги вклучи децата со физичко присуство за сите оделенија, меѓутоа се даде можност и на родителите самите да одберат на кој начин детето ќе следи наставата, па така сега имаме една хибридна настава, дел од учениците се во училница, а дел следат настава од дома на ист начин како што тоа го правевме негде од почеток на пандемијата од март. Како сега изгледа одењето во училиште? Предпоставувам со маски на дистанца, миење раце, сето она што го зборуваме цело време. Да, значи организацијата е интересна, ги следевме протоколите што беа дадени од Комисијата за заразни болести од Министерство за образование, направивме дополнителни наши прилагодувања на истите тие протоколи, поготово што тие деца користат и наш превоз, значи дел од учениците го користат и превозот, па знаете како, од наутро, пред доаѓање на училиште, со користење на превозот, се мери температура, се дезинфицираат раце, постои дел база основа во влегување на училиште, тотално го затворивме училиштето за родители и посетители со нужност, нели, кој што мора да влезе, се почитуваат протоколите максимално, воведовме скалести одмори, да не се среќаваат премногу децата меѓу себе, на ниво на оделение да функционираме. Така да функционираме еден дел додека беше убаво времето и организиравме часови на отворено. Значи имаме простор во нашето училиште, децата излегуваја надвор, организиравме содржини наставни,
дел од нив, ви кажав, доаѓаат на училиште, дел од нив се дома, и понатака подготвуваме видеолекции. Родителите понатака ни се партнери во учењето, што е многу еден од најважните сегменти, без нив тоа не би можело да функционира. Се обезбедија услови за сите наставници да можат да работаат, значи опременост има, значи од компјутери, од таблети, од мобилни уреди, не е иземено ни едно дете, таму кај што има проблем, кај што нема интернет и кај што нема мобилен уред, тимот на нашето училиште обезбеди услови еден ден во неделата да дојдат родителите и да подигнат печатен материјал во форма на наставно ливче или насоки за работа, за да можат да функционираат и во домашни услови. Така. Како влијае врз овие деца тоа што нели сега се бара дистанца, да нема гушкање, меѓутоа тие деца бараат љубов, бараат внимание? Па дел од децата и носат маски. Значи тоа беше тој момент дека треба да носат децата маски, меѓутоа има деца кои што кажав претходно заради сензорниот проблем не можат да трпат маски, не носат маски. Тогаш ние ја преземаме како наставници поголемата одговорност, па и маска и визир. Навистина организиран е секој сегмент од училиштето со дезинфициенси. Се гушкаме, некогаш мораш да се гушнеш, физичкиот контакт е близок. Меѓутоа, за наша среќа, до сега немаше локална трансмисија на коронавирусот во нашето училиште, макар што во овој период имаше и изолирани наставници, изолирани оделенија на 2 недели, на 3 недели, како секаде. Ама наша среќа дека немаше локална трансмисија, значи не дојде вирусот од училиштето и тука не се ширеше. Луѓето после изолација си се враќаја, моите колеги и колешки, уште течеше, до полугодие течеше наставата без некоја особена пречка. Така. Колку има застапеност на децата од овој регион во вашето училиште? Па, имаме деца. Малку е проблем, не е решено тоа со превоз, со доаѓањето и имавме во претходниот период 2-3 деца доаѓаја од Тетово во Скопје, сега имаме едно детенце што доаѓа од Тетово во Скопје. Така да добро организирана работата генерално и добро е покриена третманската работа со децата генерално. Значи ние како училиште сме добра основа и добра база од кој што може да се учи. Сега да направиме една споредба, нели вашето училиште е како еден позитивен пример за дечињата со попреченост. Каква е ситуацијата во Тетово? Претпоставувам, сте во тек со работите. Сум во контакт со многу семејства кај што има деца со попреченост. Првично беше алармантна, страшна работата. Едноставно не добиваја некаква поддршка посебна. Веројатно заради уплашеноста, заради незнаењето, заради моментот дека децата немаја ни асистенти, не знаеа како да се постапи во тој момент. Ја тие што ги познавам ми испраќа видеоматеријали и видеолекции за да можат да бидат исто и децата анимирани, меѓутоа мислам дека треба повеќе да се вложи. Тоа е еден мој општ впечаток, дека треба повеќе да се работи, дека треба да се екипираат структурите, дека треба да се договараме, дека треба да работиме сите заедно со една иста цел, дека тие деца не треба да бидат сами на себе оставени. Знаете, многу е важна таа психосоцијална поддршка и на родителите, кои за жал не ја добиваат навремено и не знам, има тука еден дел што е затаен од системот. Ова ни беше како еден тест или како една можност да размислиме сите ние како треба понатака да се екипираме и да работиме, зашто многу е тој момент важен да му дадеш поддршка прво на родителот за да биде тој функционален, за да може понатака да се вложи и да функционира семејството на едно нормално ниво. Не викам дека сите деца немаја нели поддршка, меѓутоа сите знаеме како вид на поддршка добиваја и редовните учениците од редовните училишта на почетокот и како се заврши цела година. Мислам дека и направивме дополнителни напори и Министерството за образование и наука со платформата Едуино ги екипираше на крај наставниците, почне да се снимаат видеолекции, но тие видеолекции, ќе кажам пак, не се соодветни за нашите ученици, зашто и терминолошки и временски не одговара
на нивниот сензибилитет за учење, значи поимово когнитивни, временски, и затоа ние се одлучивме на еден ваков формат, да работиме адаптирани наставни содржини и да биде тоа адекватна поддршка за учениците. Така, нели, ете, вие имавте таков тип на учење, нели, кога детето може, меѓутоа што е со учениците кои што се вклучени во инклузивната настава, нели, во редовната настава, заедно со другите ученици, па нели онлайн наставата е во одреден период од денот. Како се снаоѓаат тие? Имате сознанија? Знам дека тоа многу тешко оди. Знам дека немаја контакти со персоналните, односно со образовните асистенти. Дали добиваја некакви материјали од наставничките, стварно не можам, не го знам податокот до крај за да можам да го споделам со вас, само многу малку добиваја поддршка. Тоа знам дека многу малку добиваја поддршка и родителите, барем тие што беа у контакт со мене, кажаја дека нели поддршката е таква каква што е, но за среќа им беше овозможено сега со почетокот на учебната година во октомври месец дел од учениците да се вратат во училишните клупи и да продолжат следење на настава со физичко присуство, односно со поддршка на образовните асистенти. Така, некои совети како родителите да се снаоѓаат во целава оваа ситуација? Тоа е општеството. Тоа е една општа констатација. Не може само за родителите, значи сите ние сме чинители на едно општество и на една успешна приказна, ако сакаме. Значи, овде не се работа дали сакам, не се работа дали можам или не знам или... Значи, тој што сака да ја сработи работата, може да најде начин и модус. Значи, лесно не е, не беше лесно ни за нас специјални едукатори. Ја кажам дека часови и часови поминав на различни странски вебинари кај што требаше прво јас да се едуцирам за користење на дигитални алатки и да креирам различни наставни содржини со истите тие алатки. Значи, тоа беше мој влог, зашто сакав тоа да го направам и го споделував истото со моите колеги кои сите се вклучија во сите тие, во ова е приказна. Значи, тоа беше првиот момент дека ние сакаме. Второ, кој сакаш, тогаш и ќе можеш. Значи, навистина направивме една многу добра база. Трет момент беше мотивацијата на родителите, кој видео родителите, кој е нашиот ангажман во целата приказна и колку ние се трудиме да го доловиме моментот отсуство од училиште, а сепак работа дома, го респектираја трудот наш. Морам да ги пофалам, навистина одговорија на предизвикот, барем поголемиот дел од родителите, одговорија на предизвикот и на крај на криштата и беа задоволни и децата. Сега, например, многу е интересно кога добиваме фидбек во вид на видеоклип, вика наставничката, кажа дека треба ова да се направи, а она вака гледа околу, па се обидува и негде да ме најде у просторот, мене ме нема, не може да го разбери тој виртуелен свет и виртуелен простор, нели? Ама го слуша мојот глас, па тоа звучи како авторитет и тоа за неја значи или за нив значи извршување на задачите што ги дадовме како такви. Така, колку е важна упорноста во целиот овој процес за децата да се развиваат? Љубовта пред се. На прво место е љубовта, колку сакаме ние да се вложиме, колку сакаме да пружиме, зашто децата ги осеќаат моментите. Емоцијата ја осеќаат, ако е тоа дадено како насока со дигитална алатка. Тоа е едноставно, не знам, многу чудна релација се ствара и на далечина и без далечина и со физичко присуство. Значи, прво желбата и љубовта да се успее и кажав и на почеток и сега кажувам, тој клуч наставник, родител, дете е многу важен сегмент да се успее во било каква работа и да се создаваат услови за градење на доверба. А како децата го доживуваат сето ова, целава ова пандемија? Имат ли некои посебни прашања, некои интересни прашања за Знаете, вас? како во нашето училиште, многу мал број на деца се со говор. Значи, тоа се обично деца кои што немаат развиен експресивен говор, значи, се обидуваат да разберат рецептивниот говор, различни техники и методи го развиваме. Меѓутоа, тие се среќни што се вратија сега во училиште, барем поголемиот дел ке нас во училиште се среќни и функционираме. Оној дел што не доаѓа во училиште, пак на некој начин
создаваме комуникација, има позитивна реакција, прашуваш, па нели, со невербална комуникација ни кажуваат кои се чувствата нивни и мотивацијата нивна која е за работа, значи на невербален начин може да откриеме дали се децата среќни или не се среќни. Значи сега не зборувам дека тоа е најидеално решение во цела оваа ситуација, меѓутоа нужно за да функционираме во вакви услови, па постигнавме некакви добри резултати. Така. Порака за крај? Па да се надеваме дека оваа нова 2021 година ќе донесе едни нови аспекти, ова ковид кризата ќе заврши, сите да се вратиме на првобитното како што го знаевме, да работиме сите, да се дружиме, да учиме, еден простор да биде заеднички за сите, да имаме дружба, да имаме песна, да се градиме и се надевам дека барем еден дел од годината ќе се постигне и тој момент. Се надеваме и ние така. Да. Ви благодарам многу на учеството во емисијата. Ви благодарам за поканата.